Еве не назад во студио, како што веќе најавив на почетокот на емисијата, како секое утро, така и ова ќе разговараме на многу иновативни теми. Па затоа денешната тема е околу новитетите во образованието во нашиот град. Па за таа цел во нашето студио е госпоѓата Нада Јованова, директор на Општинското средно училиште Јовче Тесличко во Велес. Добро утро за вас и добро ни дојдовте во нашата емисија. Добро утро на вас и на гледачите на телевизија К1. Голема благодарност за поканата во вашата утринска емисија, бидејќи секогаш се чувствувам пријатно тука. Се надевам дека се чувствувате пријатно, како што кажавте, во нашето студио. И ова утро ќе се обидеме на гледачите да им ги пренесеме најновите информации за Општинското средно училиште Јовче Тесличко во Велес. Па затоа, почетокот на овој разговор, јас ќе го започнам со главната причина за вашето доаѓање во нашата емисија, а тоа е посетата на Република Словенија и успешно организираниот и реализираниот проект Моќта на предприемничкото образование, инспирација и чекор до успехот, во кој учество зема ученици и професори од Општинското средно училиште, како дел од програмата Еразмус+. Па сега мене и гледачите не интересира како дојде до реализација на овој проект и како беше престојот во Република Словенија. Па вака, сакам да кажам дека нашето училиште работи на многу образовни проекти, вклучително и на европски образовни проекти. Така да во последните години ни ги одобруваат редовно апликациите со кои што конкурираме во Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Овој проект Моќта на предприемничкото учење, инспирација и чекор до успех е проект со 2-годишно траење, кој што започна во декември 2015 година и ќе трае уште некаде година и повеќе од година дена. Во рамките на овој проект ние сме во партнерски однос со 3 други држави, значи покрај нашето училиште од Република Македонија. Тоа се образовни институции и училишта од Словенија, Ново место поконкретно, потоа од Виена, Република Австрија и од Финска. Има многу активности, многу мобилности, како за наставници, така и за ученици. Така да во оваа мобилност беа вклучени 6 ученици, јас како директор и 1 наставник. Го посетивме Ново место во Република Словенија, каде што работевме во стартап центарот преку работилници кои што беа организирани за ученици од Словенија и од Финска. При тоа, преку таквите креативни работилници се овозможи развивање на предприемничкиот дух, на предприемничкото размислување пред се и има прекрасна дружба со своите врсници, значи од овие други држави. Меѓутоа, тука не запираме ние со оваа мобилност или да кажеме активност, заради тоа што прилика или можност има многу тимови од наставници да патуваат во Финска, потоа во Словенија, исто така во периодот на јуни месец. Сега веќе во наредниот период 4 наставници ќе престојуваат во Австрија во рамките на одбележување на глобална недела на предприемништво во Република Австрија и ќе присуствуваат на самитот на предприемништво. Во 2017 година исто така има тематски мобилности во март месец во Република Австрија, а исто така со ученици, а исто така и во април во Република Австрија со тим од професори. Значи, имавме почетна конференција во месец март 2016 година на која што беа утврдени деталите и мобилностите, а завршната конференција е предвидена во месец мај во нашата држава, поточно во нашиот град, каде што ќе бидат присутни ученици и професори, реков, од партнерите училишта од Ново место Словенија, од Виена Австрија и од Финска. Значи сепак продолжува соработката со тие земји во понатамошниот период. Да, ова е проект, реков, со 2-годишно траење и со партнерски однос, во кој што се креираат многу интелектуални аутпути, чишто корисници може да биде пошироката деловна заедница, училиштата, учениците, наставниците и слично. Да. Ја ќе го продолжам нашиот разговор за вашиот патронен празник кој неодамна го одбележавте.
Па како се припремавте за одбележување на празникот, кои беа активностите и како го одбележавте? Патрониот празник е на почетокот на учебната година и подготовките се одвиваа во насока на подготовка за театарската представа, понатаму спортски надпревари, литературен конкурс и крводарителска акција. Така да посебен белег беше ставен на театарската представа Стрип Шекспир, која што беше во изведба на наши ученици и под менторство на колегите по македонски јазик и литература. Значи, представата беше на 2 ноември и најде на голем одзив во нашиот град. Учениците прекрасно ја изведоа, така да задоволство ми беше да што поминав една пријатна вечер, како и останатите присутни. Да. Исто така, испоменавте за крводарителската акција, која се реализираше по овој повод. Па затоа би сакала да знам како се одвиваше таа процедура и дали успешно реализиравте таа крводарителска акција. Да, рековме, нели, повеќе активности беа во рамките на одбележување на патрониот празник. Меѓу нив беше и крводарителската акција во организација на Црвениот крст. Уште еднаш нашите ученици и колеги ја покажаа својата хуманост на дело, така да беа собрани 29 единици на крв и се надевам дека ќе помогнат таму каде што има потреба за тоа. Добро. Ја посетивме исто и вашата Facebook страна и забележавме дека имате нов проект кој што е реализиран од страна на професори и вашите ученици, а тоа е државниот надпревар именуван како Get in the Ring. Ајде малце повеќе да ни раскажете за овој надпревар. Да, значи спомнав дека на многу проекти се работи во нашето училиште од областа на образованието. Тоа се образовни и едукативни проекти, така да проектот Get in the Ring е проект во организација на Машински факултет и Националниот центар за обука и развој на предприемништво. Учениците под менторство на колегите имаат можност да изработат бизнис план врз основа на собствена бизнис идеја и бизнис концепт. И со тој бизнис план тие конкурираат пред инвеститорите. Така да за поздравување тоа што оваа година влеговме во полуфиналето со нашата екипа и бевме во 16 полуфиналисти во конкуренција од сите средни училишта во Република Македонија, а тоа се 100 средни училишта. Значи, голем успех за нашите ученици и за нивните ментори. Сте задоволни од овој надпревар, од учениците како помина и очекувањата се остварија, сепак е тоа задоволително, што тие го постигнале. Па, добро, ние може да продолжиме и понатаму со нашиот разговор, а тоа е за околината и средината во која живееме, значително влијателна за нас и за нашето прилагодување во општеството. Па вие како директор на средното училиште, во каква средина би сакале вашите ученици да израснат се со цел да се изградат како пообразовани личности? Да, јас сакам нашето училиште да биде една пријатна средина во која што ќе се развива позитивна клима, на меѓусебна доверба помеѓу учениците, наставниците, родителите и пошироката заедница. Многу големо внимание се посветува на едукацијата на учениците и развој на нивните компетенции, се со цел значи да создадеме идни активни економисти кои што ќе дадат придонес во општествената заедница. Да. Сега малку да се надоврземе и на почетокот на оваа учебна година, бидејќи беше пред околу 2 месеци. За уписот на 9 одделенците, колку профили нуди вашето училиште за учениците кои сакаат да се запишат кај вас и кои се активности ги имаат ново запишаните ученици и како тие се снаоѓаат во новата средина? Вака, да, во нашето училиште се образуваат 5 профили, активни во овој момент со 4-годишно трајање се профилот економски техничар, деловен секретар и банкарски техничар. Оваа учебна година со оглед на фактот што имаше многу намален број на завршени 9 одделенци, запишавме 4 паралелки, за разлика од останатите години во кои што запишавме 5 паралелки. Меѓутоа се надеваме дека во иднина кога ќе се зголеми бројката и дека ќе бидат одржливи овие 5 паралелки.
Учениците се во профилот економски техничар, спомнав деловен секретар и банкарски техничар. Тие многу добро се снајдоа во новата средина. Веќе го заокруживме првото тромесечие со многу активности, ги одржавме класните совети, ни престојат уште и родителските состаноци, меѓутоа забележав дека тие го задржале веќе успехот од 9-то оделение, се прилагодиле, им се створило љубов кон овие економски дисциплини и мислам дека тие ќе се образуваат како добри економисти, кои што понатаму ќе го продолжат своето образование на некој од високообразовните институции или пак тоа образование ќе им помогне при нивното идно вработување. Да, кога веќе сме кај новозапишаните ученици во вашето училиште, би сакале да знаеме каква практична настава им нуди Општинското средно училиште Јовчете Сличков на новозапишаните ученици. Дали постојат виртуелни компании, што учат учениците од овие виртуелни компании? Така составен дел на наставата во нашето училиште е практичната настава, која што се изведува во втора, трета и во четврта година. Виртуелните училишни компании се воведени како концепт најнапред во 2002 година, како факултативна настава, меѓутоа тие си најдоа свое место во редовната настава во четврта година во профилот економски техничар и банкарски техничар. Така да оваа учебна година ние имаме 8 тренинг фирми или ученички компании, како што уште се нарекуваат тие, од кои што 2 се банки. Работењето во училишните компании се изведува на тој начин што се врши симулација на економските процеси кои што транспарентно се одвиваат во ученичките компании. Таму учениците работат со реални документи кои што се употребуваат во практиката. Тие изработуваат промотивни материјали, тие склучуваат договори со други ученички компании во нашата држава, излегувајќи на националниот пазар на тренинг фирми во Република Македонија и се разбира на меѓународниот пазар на виртуелни тренинг фирми, при што се реализираат трговски сделки, се изработува промотивен материјал, се склучуваат договори. Продажбата се одвива на вистински начин со тоа што само нема реални пари и реални стоки. Значи, многу транспарентно се одвиваат процесите на економското работење. Во тренинг фирмите учениците учат како се регистрира фирма, како се пријавуваат вработени во агенција за вработување, како се води сметководство, како се изработуваат завршни пресметки, како се пресметуваат даноци и така натаму. Така да тие имаат менаџер во својата компанија и работењето се одвива во неколку сектори, а најчесто се трговски сектор, маркетинг сектор, правен сектор и сметководствен сектор. Точно така. Да. Инаку практичната настава се одвива од повеќе аспекти, значи како редовна настава во втора, трета и четврта година, потоа во реализација на СПИН програмата. Исто така тука сакам да истакнам дека многу ученици од нашето училиште изведуваат практична настава во голем број на компании од нашиот град и институции, како што е Општина Велес, како што се многу нотари, понатаму Агенција за катастар, потоа Агенција за вработување, многу сметководствени бироа во судот, во банки, а исто така и во фирми од нашиот град. Изведуваат реална практика со професионално искуство под надзор. Да, како што ги споменавте виртуелните компании, исто така и во просториите на вашето училиште успевате да развиете во се подобро и подобро локалната младинска организација, талентирани идни економисти. Можете ли да ни кажете нас и на гледачите подетално за оваа организација? Така, значи, многу внимание се посветува на образованието на учениците во рамките на редовната настава, меѓутоа и за сите воннаставни активности. Така да тука мораме да истакнеме младинската организација Талентирани идни економисти, во чишто дел функционира маркетинг агенцијата на ученици од нашето училиште и импулсниот центар за обука и развој на предприемништво. Што се однесува до маркетинг агенцијата, членуваат ученици кои што се активно вклучени во изработка на промотивниот материјал на училиштето, понатаму во организирање на многу надпревари од областа на предприемништвото, во организирање на сајамот за бизнис и предприемништво
и тие со задоволство го прават тоа и помагаат во работењето и се вклучени во овие дополнителни активности. Се разбира и тука е импулсниот центар кој што организира надпревари за бизнис и предприемништво, како што е веќе овој надпревар Get in the Ring, како за почеток на оваа учебна година и за окружување на првото тромесечие. Колку време постои младинската организација? Младинската организација тие постои од 2005 година. Да, меѓутоа се развива понатаму и преминува со вклучување на маркетинг агенцијата и импулсниот центар за обука и развој на предприемништво. Споменавте дека сте дел од општински и републички надпревари и успеавме да дознаеме дека многу награди ги красат вашите ѕидови, па кои се поважните награди кои што досега ги имате добиено, некоја омилена награда и така натаму? Да, постигнувањата на учениците се многу важни за наставниците, се разбира, за и јас како директор. Најважни ми се оние награди кои што се од областа на економско-правна и трговската струка. Се разбира, исто така не ги занемарувам ни спортските достигнувања и успеси на учениците од нашето училиште. Најомилена награда ми е наградата Лидер во струка, бидејќи секоја година од профилот деловен секретар сме државни прваци, освојуваме прво и второ место од профилот деловен секретар. Исто така ни престои веќе во наредниот период повторно државниот надпревар, бидејќи тој се реализира во повеќе фази. Потоа многу ни се драги наградите од Младинската асоциација на средни стручни училишта во Република Македонија МАСУМ и таму редовно добиваме и освојуваме награди од различни области за маркетинг план, за најдобар училишен штанд, за најдобра фотографија и така натаму. И се разбира дека образуваме сестрани личности во нашето училиште кои што забележуваат и спортски и уметнички успеси. Така да освоивме трето место на државен надпревар во машка екипа кошарка. Понатаму редовно освојуваме во карате категории меѓународни награди. Значи сме освоиле во Задар, во Риека. Понатаму кајакарскиот клуб од нашето училиште редовно освојува државни награди и регионални награди. Значи, овие постигнувања на учениците се од големо значење за нашето училиште. Да. И се потврда дека се работи квалитетно. Да, значи споменавте многу награди и признанија, успешно реализирани проекти, и тоа претпоставувам дека е односот помеѓу учениците и професорите. Како вие го гледате тоа и колку професорите им помагаат и ги поттикнуваат учениците да постигнуваат уште подобри резултати и поголеми успеси? Многу сум задоволна од работењето на наставниците. Тие се активни даватели на услуги во воспитно-образовниот процес. Тие редовно се едуцираат, посетуваат многу обуки и семинари, ги надополнуваат своите знаења и компетенции. Истите им ги пренесуваат на учениците. Имаат таму каде што има потреба индивидуален пристап, прилагодувајќи се на потребите и афинитетите на нивните ученици. И спомнав се со цел за да истите добијат квалитетно образование, за да истите се развијат квалитетни компетенции и вештини кои што понатаму ќе им користат во нивната кариера и работење. Се разбира и образование. Да. И тука сме веќе при самиот крај и би сакала да ве прашам која е вашата порака до учениците и деветоделенците кои што сакаат исто да бидат дел од вашето училиште. Како вие би ги мотивирале со цел да се стекнат со поголем и поквалитетен успех, не само во средното образование, туку и во понатамошното школување, па и во животот секако? Па вака, јас би им порачала на деветоделенците да ја изберат во моментов најперспективната струка во Република Македонија, да го изберат нашето училиште, кое што го сметам за отворено, динамично, иновативно и креативно училиште, бидејќи во нашето училиште се работи на голем број образовни проекти кои што ќе им помогнат понатаму да ги добијат квалитетно образование и да развијат квалитетни компетенции и вештини. Да. Јас ви благодарам премногу што повторно вие бевте дел од нашето студио. Се надевам дека повторно ќе
ќе дојдете пак и да разговараме на многу нови теми кои што вие ќе ги реализирате и успешни проекти во вашето училиште.